Почитувани медиуми и почитувани сограѓани. Нашите укажувања станаа вистина. Прилепската болница во време на пандемија од ковид вирусот доби нов ВД директор, екс-пратеничката Кети Смилеска. Кога Прилеп руши несакани рекорди по број на заразени и на смртност, прашуваме која е причината за смена на директорот. Дали пропустите во работата, можеби, и лошото менаџирање се причина за овој чекор? Во минатите неколку месеци бевме сведоци како доктори специјализанти јавно укажуваат на селективната политика во делењето на бонуси, платени дежурства и прекувремени сати за сите оние кои се на првиот фронт во борба против коронавирусот. Дали е вистина дека Прилепската болница пријавила само околу 80 здравствени работници кои работат во ковид центрите, и тоа по избор на стручниот колегиум и раководството, на кој што им следува награда согласно одлука на влада? На ваков ли начин се покажува грижата за здравствените работници во ова време на пандемија? Зошто не се опфатени вработените во рентген, одделението и лабораторијата, кои што секојдневно се соочуваат со работа со огромен ризик по нивното здравје? СДСМ продолжува да ги деградира здравствените работници. Прашање е дали новиот кадар, екс-пратеничката Кети Смилеска, која што од една функција се преместува на друга, ќе успее да го менаџира урнатото здравство во Прилеп, кое што е пред колапс. Ваквиот начин на работа не е ништо друго освен деградирање на здравствениот работник и апсолутна негрижа за неговите заложби. За жал, вакцини нема, а владата постојано ги лаже граѓаните и ги остава на милост и немилост. Ќе дојде ден кога за ваквата негрижа ќе следува и одговорност. ВМРО-ДПМН знае и умее да менаџира, и тоа ќе го покаже кога ќе дојде на власт. Ви благодарам.